Кажи ми, како дојде у контакт со Давор Јордановски? Како се упознав? Првото прашање, не ми се верува. Знаеш зашто? Затоа што вчера пиев кафе со него. Стварно? После многу време се видовме, да. Абе, И правевме муавет. И муаветот беше како е можно некои луѓе што се бават со, со медиуми, со естрада, меѓу другото име работа како тоа да знаат, да не знаат дека сме почнале заедно. Да. Так. Како дојдов во контакт, значи... А му кажа дека ќе бидеш на интервју? Не. Не? Супер. Што значи дека не може да се знае. Видов реклама, тоа беше, значи јас имав 15 години, 96-та, мислам дека беше реклама за тинеџерски фестивал за аудиција на телевизија. И тоа беше период кога веќе бев одлучена дека некако ќе се занимавам со музика и ќе најдам начин да живеам во Неготино. И како што знаеш, нели, од мало место е многу потешко да се допре до сцената, до телевизија, до било што. И се пријавив на тој фестивал, бев примена на фестивалот и ми доделија песна од Давор. И всушност првата песна која што ја снимав, веројатно Ever, да, е негова песна. Да. Така ние се Како се вика? Немам време се викаше песната. Ја заборев. И така се здруживме, интензивно почнавме да учам од него, Кои да беа другите членови на Big Bang? Значи Big Bang се оформи 98 година, другите членови беа Владимир Плечиновски, Добро. Нивеа, Игор Поповски Нивеа, кој што веќе не се бави со Добро, пак е музика, близко. пак е близко до музиката, да. Со И тон на за бубен филм. беше Софи Скандеров. Софи. И направивме неколку песни во тоа време, кои што стварно за тоа време беа и супер звук и нов звук. Планета за над беше едно од попознатите. Да. И така некако тој ми стана првиот, да кажам, ментор и другар. Текна, како се викаше песната што ја пишува? Јас и ти. Со Big Bang. Леле, ти не пишуваше текст за Big Bang и сега ми текна. Само не ми текна како Ноќ на море. Ноќ на море. Песната се викаше Ноќ на море и ти ми пишуваше текст, така е. Да. Супер период беше тоа, кога наеднаш почна да се буди всушност македонската сцена. И се најдовме јас и ти во тој период, имавме среќа да работиме и да почнеме да твориме во период кога сите наеднаш почнаа да стануваат заинтересирани, ама почна и звукот македонски да се трансформира во модерен звук. И така тие беа почетоците всушност, како тргна се, и во моментот кога Давор си замина за Канада, значи тоа беше 2000 година, бев изгубен случај. Пошто ја цело време зависев всушност од него, од неговите песни, одлуки, совети, студиска работа со него, како ќе отпееш, што ќе направиш. И така еден период од 5-6 месеци бев во бунило и во мала музичка депресија, секаква депресија, затоа што не знаев апсолутно на 20 години што да правам сега со себе. Сега ќе те прашам нешто. И налетав на тебе. Чекај, прво ќе прекинам тука, само да... Болje на ова? Не, пошто се свети на оваа страна. Се плашав вкусот да не... Да. Добро. Така. Бидејќи си, нели, пред пеач, изведувач, дали си дошла у ситуација да едноставно имаш од некој автор нарачано песна или правел песна специјално за тебе, ама има нешто што не ти штима у песната. Да. И сега, дали си била на ум да покушаш нешто да направиш од ништо нешто или да направиш нешто што ќе ти одговара, да вложиш и ти малце креативност, авторство и така натака. За да не го навредам. За да не го навредеш или ќе голташ кнедли? Не. И знаеш дека не сум отиш во голташ кнедли. Значи сум имала многу песни, особено во периодот кога го спремав првиот албум, па и вториот. Кога од сите страни ми стигнуваа песни. И тоа и од автори кои што во нормални услови нели изведувач не би смеел и не би требало да ги одбие.
ама апсолутно не бев спремна и немаше шанси да пеам било што. И немав проблем да ти кажам дека не ми се свиѓа песната и да ја вратам, или да сватам дека песната не е за мене. Значи треба да го имаш и тоа во себе. Не си изгубила некој автор за пријател? Не, тоа не се десило. Бидејќи знаат луѓето да се навредат, нели? Да, суетата да проработи. Не сум изгубила до сега. Мислам, јас со Весна Малинова, например, сум сработила веројатно најмногу песни. Со неа се сработи. На неа имам вратено па минимум 40 песни. Значи, за да стигнеме до бројка од 10 добри песни, мораме да преслушаме 60, 70, 80 песни. И нема тука суета, во музиката не треба да има суета и его. И колку е твојот сакам да ти кажам нешто. Влог у песните и као автор? Дали си влегла? Во првите години на првиот албум имаше две мои авторски песни. Болка беше моја песна и која друга песна беше на тој, значи текстови и Измама беше мој текст. И мојата прва, да кажам, професионална песна со Сага, односно бендот кој што го направи Трајко Каров, пеев мој текст. Значи, мислам дека во секој сегмент од мојата кариера имаше дел од мене, авторски дел од мене. И секојаш не инсистирав на тоа, дури и се плашев од тоа, бидејќи секојаш сметав дека не сум доволно добра како автор. Па мораше таа песна да ја преслушат барем 20 луѓе претходно, за да ми кажат сите како супер ова. Ми требаше тоа во првите години од мојата кариера, затоа што стварно не бев сигурна дали сум доволно добра. Ама секогаш сакав да учествувам во процесот. Нешто многу интересно што веројатно никогаш го немам кажано, а се однесува на претходното, дали некогаш имам вратена песна, односно не сум ја вратила, туку била кај мене долго време, а после станала голем хит. И секогаш кога ќе ја слушнам се потсеќам на тоа. Тоа е песната која што всушност Брейк после тоа ја пееше и Нокаут сега за нас. Ми ја даде Гарот Авитјан, мислам дека беше 2003 година. 2002, кога го спремав првиот албум. Ми даде века слушни го ова, со Пере го работевме. Многу е добра. И на демото пееше Пере, колку се сеќавам. Песната звучеше стварно многу добро, уште тогаш, значи. Што се случи? Значи тоа беше машка песна. Значи ја слушам и песната е одлична. И сакам да биде моја песната, ама песната не е моја. Ја слушам дека не е моја, тоа е машка песна. И како и да влезам у неа ќе биде машка песна. Не се каеш? Секогаш кога ја слушам као може ќе беше добра така. Ама они имаат 100 пати боле донесено од тоа што ќе го направив јас. И не се кам за тоа што таа песна им донела успех и среќа и до ден денес се слуша и секогаш се сеќам и уште го имам демото негде. Пошто ја ги чувам сите тие што ми ги даде во една кутија. И во подрум ги чувам сите демоти. И ми беше една од омилените што ги имам одбиено, ама им донесе среќа нив, така да се кам што јас сум ја испеал. Што не сум ја испеал. Во нашата емисија имаме и рубрика каде што танчерките од Акваденс играат на стари хитови. И во една од емисиите беше и Сонце. Стварно? Јута ремиксот на Сонце. Што отпосле го праја. Да. Така да онака си била гостинка во Хитмејкер. Кога веќе малку поретко почнавме да те гледаме како артист, дали семејството е тоа што малку те преокупира, те оддалечи од музиката, дојде на пиедесталот? Па не би рекла дека некој мене ме оддалечи. Значи јас сосема свесно ја донесов таа одлука да се оддалечам од музиката и од сцената. Во еден одреден момент сватив дека не е веќе тоа што јас сум сакала и дека веќе мора човек да е искрен со себе, многу е битно тоа. Мислам во секоја работа, ама во ова особено, дека кога немаш идеја што би дал понатаму и дека тоа веќе не ти исполнува како што те исполнувало и дека тука дошле неки нови, знаеш, се мушнале други работи кои што ти влегле во срцето и го завземаат приоритетот, тоа што треба просто да се површи. И покрај семејството, нели, што ете завземаат дел од твојата љубов и така натака. Дали еве ја го си ги поврзувам коцкиве, знаеш, ги склапам.
Дали можеби тој кусок на работење во музиката те натера да твоите емоции и емпатија ги искажеш преку други активности и други акции, благодарение на кои многу деца се здобиле со обувки, облеки, учебници, летувања, зимувања и така натака, па дури и до куќа. Да. Во моментот кога ја основав проект Среќа, тоа беше пред точно 10 години. Мислев дека тоа ќе ми биде хоби, ама со текот на времето се повеќе стануваше приоритет работно време. Сватив дека има многу што да се прави во полето на социјална заштита на децата. И тоа беше и едно од нештата кои што всушност ја стави музиката во втор план. Затоа што во тој момент сметам дека бев многу попотребна таму отколку во музиката. Дека проект Среќа многу повеќе може да направи за децата во Македонија кои што има потребна помош. Така некако се дадов во тоа. Еднаш дојдов да ти помогнам за едно снимање и видов непосредно колку си вложена во тоа, колку си 100% во тоа и колкав ангажман е тоа всушност и дека навистина нема простор за да се тера сопствената кариера, да кажеме, и семејството и еден таков голем залак. Значи, секоја чест за тоа. Фала ти многу. И го посведочив непосредно. Дали Точно е, да. Знам дека скоро снимаше повторно. Да. Што се случи? Как снимав повторно сингл пред 2 години, од кој што беше дел и односно го изработи видеоспотот, го работевме со Весна Малинова, песната ја работевме со Бил Билов. И после беше тоа? одлична песна. Нели после И тоа беше многу снимаше... време да се вратам, всушност јас и тогаш бев одлучена дека веќе нема да снимам. Затоа што реков ја ќе снимам само кога ќе ми запее пилето у стомакот. Ако има толку песна која што нема да можам да ја одбијам. Да. Кога сме веќе кај муавето, тогаш ќе снимам. И за секоја стварно беше песна што не сакав да одбијам. Бидејќи стварно многу добра песна беше. И се уште е. И ја снимев и сакав да видам како ќе реагирам јас на сето тоа, на тоа мое некако, не знам, враќање, дали ќе го имам тој ентузијазам и таа желба, дали ќе сакам после тоа да продолжам и сватив дека не се. Да. Го немав тој ентузијазам, таа желба да се промовирам, нели? Тоа поминало, кога сум сакала да се појавувам на сите телевизии, да ме има цело време. Тоа повторната следба со Бил Билов како беше? Ја работата у студио ја обожавам. Да. Значи јас сакам во студио да работам, сакам да пеам. Бидејќи со Бил Билов ја работевте едно од твоите најголеми хитови. Да, и Прашина, и Немам срце за друг, а за нека. Прашина, ако ти текнува, заедно правевме промоција. Леле, да. Леле, колку многу работи заедно. Мене, да не ми кажеше, немаше ни да ми текне. Толку многу работи заедно имаме ја и ти направи. Ја промовирав тоа една песна која што само ако постојат некои мои фанови, тоа се тие кои што ја знаат таа песна. Која песна ја промовираш? Песна се вика И. Да, бе. Тогаш интензивно се дружев. Да. И работевме заедно. И тој спот Чедо ми го правеше, а после Чедо и со тебе продолжи работи. Со Чедо работевме долго време и со Чедо заедно почнавме, Чедо Поповски. И фотосесии, фотографија, видеоспотови и тој ентузијазам кој што не возеше многу јако. И тоа всушност е тоа што ако го немаш во себе, не треба да работиш. Значи најди нешто друго што исто така ќе те вози, ќе те исполни. Мене тоа ми е проект Среќа. Кога ќе сватам дека и тука сум потрошена, ќе најдам нешто друго. Затоа што без таа енергија, без тој полнеш електричен напон или како да го наречам, тоа одење на работа и работа на музика, колку да се сработи, не ми се свиѓа. Не можам, не сум од тие луѓе што ја тоа би го правила. Така, уметноста е секогаш all in. All in, да. И се додека се осеќав all in во музиката, работев. Кога сватив дека тоа го работам колку да ме има, да заработам и да снимам албум, тоа сватив дека не е тоа. Така не смее да биде. Но искрено ја не ја осетив таа твоја да кажеме недостаток на енергија кога го работевме спотот за последната песна. Кики, фала ти многу што дојде, што си дел од Hitmaker, што еве со твоето присуство не поддржуваш нас, се трудиме ние да ги
Фала ви поддржувам вас, македонска фала ти музика. тебе што ја поддржуваш македонската сцена и македонската музика и сметам дека на македонската музика точно тоа е тоа што ја недостасува, а тоа е поддршка од медиумите. Затоа што ни една песна не може да стане хит ако медиумите не ја направат хит. Така. Тоа е тоа што ние го имавме, а што денешните артисти скоро и да го немаат. И јас секогаш сум кажувал дека песна можеш да ја слушнеш многу пати на интернет, на YouTube или као пост или као рилче, меѓутоа кога си некаде излезен и кога ќе слушнеш на радио Така е. или на телевизија, сосема поинаку ја доживуваш Друг е песната. филингот, нели? Значи радио е радио, телевизија е телевизија. Или може би само нас ни е радио и Луѓето се одродени од телевизијата и од радиото, Да, како одродени класични се медиуми. од македонската музика, За жал. И култура. но не е се така безнадежно, мислам. Да, се уште не има некој кој што се трудиме и се уште има луѓе како тебе и тоа не смее да се смени. Фала ти за тоа. Фала ти, Кики, се гледаме.